Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ајде заедно да истражиме една голема мистерија, а тоа е мистеријата за направата која што го видела, замислете, раснувањето на Христос, а е наречена кроновизор. Изумител на таа направа, или човекот кој што тврди дека ја измислил е Пелегрино Ернети. Тоа е бенедиктански монах, физичар по професија и авторитет за музика. Значи, тоа е сериозен човек кој што неговото кажување дека ја измислил таа направа треба да го земеме за озбилно и да навлеземе подлабоко во таа приказна. Сега како, ако таа направа постои, се дозна за неа во јавноста, а за направата во јавноста се дозна може би случајно, а може би по игра на судбина. Во еден ден, возејќи се со брод во каналот Пелегрино Ернети, случајно седнува до свештеникот Франсоа Бърн, француски свештеник, и тие почнуваат да разговараат и имаат многу заеднички теми за историја. Тие почнуваат да зборуваат и за Библијата. И Франсоа Бърн кажува дека се предпоставува дека тоа и тоа се случило во Библијата, но Ернесто го прекинува и му кажува дека нема што да предпоставуваме, ние можеме тоа да го видиме. Франсоа Бърн се зачудил и прашал како може да го видиме, и тогаш Ернесто му ја кажува, Ернесто Пелегрини му ја раскажува приказната, односно за тоа дека измислиле направа која што може да гледа во минатото, како телевизор, значи не може да се присуствува директно, но може да се гледа на екран што се случило во минатото. И Пелегрино Ернети му тврди на Франсоа Бърн дека тој присуствувал на или го гледал раснувањето на Христос, го гледал говорот на Хитлер и гледал многу други значајни историски случувања. Доаѓајќи од таков сериозен човек, Франсоа Бърн се заинтересирал и почнал да го распрашува Ернесто за тоа како е измислено тоа, каде се наоѓа тој инструмент и слично. Доаѓајќи од сериозен човек како Пелегрини, тоа имало тежина тоа тврдење, и тие влегуваат во длабок разговор и Пелегрини му ја раскажува целата приказна на Ернесто. Ернесто подоцна пишува книга на таа тема, која што се нарекува Големата мистерија на Ватикан, и го пишува токму тој кроновизор. Пелегрини кажува дека приказната почнала во 1952, кога тој случајно снимајќи некој хор во црква, во позадина слушал гласови. Некој од присутните од тој хор кажал дека тоа што се слуша во позадина е гласот на татко му, а татко му е починат долго време. Така да Пелегрини тука како научник се заинтересирал и навлегол во истражување на тоа како може да се слуша гласот на покоен човек, и дознал дека или истражил дека се што правиме ние резонира на некоја одредена фреквенција која што постои за секогаш во просторот и времето, и дека ние може да се утюнираме у таа фреквенција и да го гледаме и слушаме тоа што се случило, односно да се вратиме во минатото кога сакаме. Тој тоа го дознава дека е возможно да се направи, создава екипа од научници и во Ватикан го создаваат првиот инструмент за гледање во минатото, односно кроновизорот. Во тоа време тој кроновизор или апарат е дури и представен на јавноста.
Има надписи во Весник во 60-тите години, каде што Пелегрини го представува на јавноста откритието кое што го дознал или изумот, наречен кроновизор, а тој како доказ нуди и слики од Христос, од тоа време нуди и некои други слики кои што ги земал со помош на кроновизорот. Меѓутоа, секако сето тоа после Ватикан го демантира, односно кажува дека таква направа не постои и дека никогаш не ни постоела, а дека Пелегрини имал само бујна фантазија и ништо повеќе. Меѓутоа, Пелегрини заедно со Франсоа Бърн, со кој што стануваат пријатели, долго време тврдат дека кроновизорот постои, дека Ватикан го користи и дека дури и Америка е заинтересирана и соработува на тој проект, како и секогаш. Големите сили, ако има таков изум, тие би сакале први да го дофатат или да го користат на некој начин. Сега таа приказна од кога испаѓа во јавноста за кроновизорот, доживува голем бум секако, голем публицитет, меѓутоа потоа сплавнува и отецот Пелегрини, наводно изумителот на тој кроноскоп, при крајот на својот живот кажува дека тој ја измислил таа приказна, дека таква направа не постои. Но меѓутоа неговиот пријател кој што ја пишува книгата за кроновизорот Мистериите на Ватикан, тврди дека Пелегрини бил принуден да го каже тоа и дека на некој начин бил можеби и уценет, но сепак тоа останува во рамките на теоријата. Дали е тоа вистина, дали не е, меѓутоа мистеријата за кроновизорот останува и понатаму да живее и ги бранува нашата имагинација и се прашуваме дали можеби вистина постои таков уред. Ватикан секако тоа го отфрла, меѓутоа сме слушнале и знаеме дека Ватикан крие голем број на мистерии, па така можеби и во тие архиви кои што ги има под градот Ватикан, во тие огромни библиотеки се крие тој кроновизор, а за сликата која што Пелегрини ја дава од Христос, подосна се кажува дека е монтажа, дека не е вистинска слика, исто така и неколку други слики кои што ги нуди од минатото. Се кажува дека се фотошопирани и дека не се оригинални, односно дека не се сликани со кроновизорот. Но меѓутоа интересно е што во текот на 90-тите години Ватикан излегува со соопштение во кое што се забранува употреба на кроновизор или на било која направа што може да гледа во минатото, што е интересно соопштение и интересна забрана, ако знаеме дека Ватикан цело време го негира постоењето на тој уред или таа направа. И сето тоа останува во рамките на мистеријата. Мистеријата и после толку години останува да живее. Франсоа Бърн до крајот на својот живот цело време тврди дека кроновизорот постои. Тој издава уште неколку книги на тие теми. Може да ги најдете и да ги прочитате тие книги, многу се интересни. А за мистеријата за кроновизорот ќе ве оставам сами да размислите и да заклучите дали постои, дали не постои. Доколку постои, би дал огромна предност на Ватикан и на тие големи сили, ако го имаат пред другите. А ако не постои, сепак е една интересна приказна и една интересна мистерија во овој наш свет полн со мистерии. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео.
ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш, претплатете се, луѓе. Ставете лайк, станете членови, поддржите го Сонцогор и уживајте во содржините кои што ви ги нудам. Поздрав и секое добро!